најчесто со социјална анксиозност, која што потекнува од несигурноста на индивидуата, на личноста, да се носи со предизвиците кои што ги нуди социјалната средина. Значи, тие другарувања, дали ќе бидеме прифатени во средината или не, дали ќе не отфрлат можеби, дали сме соодветно облечени, па некои стандарди за убавина кои што гледаме дека многу се изветоперени во последно време. Понатаму намалување на личната вредност како човек, да речеме со карактеристики, никогаш не се дискутира кој е добар, храбар, искрен, трудолюбив, туку се дискутира за тој што има подобра побрендирана облека или кој бил виден во социјални кругови, високи во наводници и такви теми. Значи тоа најчесто ги мачи граѓаните. Да, особено младите. Јас повеќе работам со млади. Досега помал број на возрастни лица се фатени, но тоа не значи дека во иднина нема да се промени. Да, значи материјалните работи се доста важен фактор кон таа општа анксиозност. Да, материјалните фактори и тоа дали се вклопувам во стандардите за убавина, дали се вклопувам во стандардите за социјално прифатлива личност, како ќе ме оцени друштвото, дали ќе се снајдам во начинот на изразување на хумор и такви некои проблеми и теми кои што ги погодуваат младите. Сега, лица кои што биле долго време затворени дома и кои што немале можност да се исчеличат во социјалната средина, почнуваат да ги сваќаат проблемите како премногу сериозни и тоа да им прави психосоматски обструкции. Значи, да чувствуваат симптоми кои се манифестираат и на соматско ниво. И што ги советувате најчесто? Јас ги советувам најчесто, значи прво да го најдеме изворот на конфликтот, да работиме на него, да успееме да кажеме дека тоа нешто се случи, беше дел од мојот живот, но го извлекувам како поука и продолжувам напред. Значи, сите тие се предизвици од нашиот живот кои што треба да се надминат и да се продолжи напред.